Добро утро, добар ден. Без Сакам да поздравам министерката за образование и наука Весна Јаневска, која што е денеска со нас. Секогаш е отворена за прашања, за полемики, за дискусии. Важен ден. Јас имам само да кажам околу Civica Mobilitas, програма на владата на Швајцарија што се НИРАС од Данска и ФЦГ од Шведска. И главната цел на програмата се социјалните и општествени промени во Македонија, кои се водени од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра соработка со властите. Ако не е добра, ќе има критика. Што ќе резултира со проширен граѓански простор, граѓански организации, по-транспарентно, отчетно и општествено инклузивно владење на централно и локално ниво. Преку Civica Mobilitas се доделени 481 грант на 469 организации. Тоа е импресивна бројка низ годините, че вкупен износ бил 9, ако можеме да прочитаме, 932 милиони и нешто денари. Покрај тоа се организирани бројни национални, регионални, тематски форуми, фестивали, менторство и обуки кои ги зајакнаа капацитетите и влијанието на граѓански организации, мрежите и коалициите. Денешниот национален форум е еден од клучните инструменти на Civica Mobilitas за потикнување граѓански ангажман и овогодишниот форум го става во фокус соработката меѓу владата и граѓанското општество како предуслов за поефективни, инклузивни и транспарентни политики што ги адресираат вистинските потреби на граѓаните. Сега, образование и наука е област, не треба објаснувам колку е важна и бројот на публиката укажува на важноста на образованието и науката во нашата држава. Преку Civica Mobilitas се доделени вкупно 27 грантови во оваа област, образование и наука, за акции и организации што делуваат во областа и вкупниот износ е 35 милиони 650 илјади денари. Добро, ова ми беше област, како кажам, и не е неважно да се види каков трек рекорд има цела приказна околу Civica. И се уште еднаш ќе посекам добре дојде на министерката. Имаме неколку прашања кои се поставени од вас, дојдени. Имам некои јас, ќе видам колку ќе имаме време да ги поминеме сите. Како што кажа, во 10:50 завршуваме. Министер, ќе поведете обратите се, па после ќе ви ги поставиме тешките прашања. Поред, јас во тој случај ќе бидам многу кратка, затоа што не треба јас да зборувам, јас треба да слушам и овие 18 месеци се обидувам да слушам и се обидувам тоа што ќе го слушам, кога ќе најдеме заеднички цели и заеднички методи и начини како да го спроведеме тоа и да го спроведеме. Со дел од луѓето се знам, јас сум секогаш отворена за соработка, затоа што сметам дека е исклучително важно да се соработува со граѓанскиот сектор и до сегашното моје искуство кажува дека оттаму може да дојдат на вистина добри идеи, но не само добри идеи, туку идеи кои може да се имплементираат, затоа што пак моје правило е дека да, ние можеме да имаме добри идеи, но она што не можеме да го имплементираме џабе што е добро. Ниедна организација која побарала прием не е одбиена. Со сите со кои што сме работеле сме нашле некаков заеднички разговори, заеднички начини да спроведеме тоа што сме се договориле дека треба да го спроведеме. Мислам дека еднаш или два пати се случило, ако јас сум била зафатена, државниот секретар да ги прими. Имаме многу проекти кои заеднички ги туркаме. Јас бев доведена во кнап ситуација во однос на некои законски решенија, но со гордост можам да кажам, ако грешам поправете ме, дека и законите кога ги носиме и ги носевме тие што ги носевме, невладиниот сектор беше вклучен во стратегијата. Исто така сега што ја правиме на владиниот сектор е вклучен во основно, во средно образование, многу проекти спроведуваме, во високото допрва ќе спроведуваме после донесување на новиот закон, така да од моја страна јас сум многу благодарна за транспарентната, отворена и широка соработка. Ова е момент доколку има пропуст, вие да посочите и да кажете што уште треба да направиме. Од мене, Гордан, толку благодарам многу.
Добро, ова не е неточно што го кажувате, министерка, бидејќи јас можам да посведочам, министерката навистина отворена, тие што сме соработувале последнава година и пол проектно со министерството или на некои иницијативи, навистина има достапност. Јас треба да фалам владата, окей, така е. Министерката е добро, да, затоа реков. Значи, таа е тврда во разговорите, знае да биде во некои ситуации непопустлива, ама секој сме се слушале, сме се ислушувале и сме наоѓале некаков вид на, ако не е тоа компромис, тоа некакво разбирање. Сега, одиме веднаш на прашањата? Значи, прво, сега не претркавте малце, пред некој ден најавивте дека не е ставена стратегијата за образование. Денес треба да е ставена, денес е ставена. Вчера, добро, имав едно прашање тоа, но не претркавте, не ни кажете дека ќе поставувате. Сакам сега, колку што можеме кратко и концизно, да ни кажете што значи таа, што се нови ниво однос на претходната, дали има нешто, вие имавте изјава дека нема револуционерни промени и не треба да има револуционерни, ме интересира што е тоа што овој пат ќе биде подобро спроведено отколку претходната стратегија и со посебен фокус околу Законот за високо образование кој што се уште е во која фаза? Да, стратегијата е вчера не ставена, се случува и јас тоа сосема го разбирам, тоа е нетрпение, желба да се вклучат луѓето во процесот, се случува понекогаш пред време да не обвинат дека сме нетранспарентни. Не, стратегијата мораше да се доведе во некаква завршна фаза за ние да можеме да ја поставиме на енер и да отвориме јавна расправа. Од минатото искуство, например, за законот за основно имаше 3000 не се тоа забелешки, туку предлози, се разбира не беа сите 3000 различни, ние ги групиравме по членови и области. Јас верувам дека сега и за стратегијата ќе има, затоа што голем дел од тие 3000 пак кои што беа групирани, нели, по 500, по 300 и така натаму, беа прифатени. Кога нешто и нема да се прифати, се појавува задоволство, но јас пак сакам да кажам дека одговорноста на министерот е да прифати за потоа да спроведе. Министерот може се да прифати, но ако не спроведе после, тогаш е уште полошо. Затоа во оваа стратегија де факто, она што јас од сам почеток го кажам и што мислам дека е важно за образованието е да се одржи некаков било каков континуитет од интеррупциите што сме ги правиле во минатите 30 години во образованието, покажаа дека не даваат резултат. Она што, еве јас грубо ќе речам, насилно е воведено, иако била најдобра идејата да се подобри квалитетот, кога не било прифатено од широката јавност, вклучувајќи ги наставниците, родителите, учениците, експертите, стручните тимови, не дало резултати, затоа сега имаме меѓу најслабо образовани, еве да речем ученици, а за високото ќе кажам после, еве и за високото, нема нигде на Шангајската листа, нели, сме се довеле во оваа ситуација. Од тука и концепцијата кога ја правевме за основно, направивме континуитет на тоа што претходни министри го работеле, она што сметавме дека може да се задржи, она што не. И тоа најде на еден добар одзив во јавноста и она што го направивме беше пак и широко прифатено, немаше големи критики, нешто што можевме да уредивме и беше окей. Што е основно во стратегијата? Јас веќе повеќе од 5 години врз основа на анализи, читање на стручни трудови, консултација со стручна јавност и домашна, но и во странство, генерално во нашата околина, затоа што тие нешта се применливи. Јас сум се консултирала и со Канада, и со Америка. Меѓутоа, тоа се различни системи, да завршам, да се вратам на поентата. После направените анализи и консултации, заклучивме дека е исклучително многу важно нашите деца да се подолго во училиште, почнувам од најниските нивоа, ќе одам најгоре. И тоа значи целодневна и едносменска настава, затоа што до 15 години имаат 900 часа помалку, отколку нивните врсници во Европската Унија, затоа што се сведени на екс-катедра предавања од најголем број на наставниците, меморирање на факти и репродуцирање на тие факти.
Во концепцијата за основно, нели, воведовме многу наставни активности и други активности кои не се поврзани со курикулумите и тоа го работевме заедно и со граѓанскиот сектор. Па една од поентите е дека апсолутно ќе се фокусираме на остварување на услови за целодневна и едносменска настава, значи капитални некакви действија за да овозможиме физички простор за ваквото нешто и тоа треба да го направиме во големите градови. Во другите градови поради истолувањето веќе има простор. Тоа веќе не е некаков сериозен проблем и над 150 училишта основни веќе се работат во едносменска настава, иако во помалите места има отпор. Родителите, бабите и дедовците не сакаат, иако има простор, не сакаат да ги остават децата на училиште подолго да останат, туку сакаат да ги имаат дома. Но окей, тоа се менаџира некако. Многу е важно, значи, да се вклучат во тие некурикуларни активности за да постигнеме она што треба, а тоа е читање со разбирање или размислување на нашите деца, логично размислување, анализа и така натаму. За тоа да го спроведеме, треба и да ги обучиме наставниците, затоа што и не се криви, бидејќи тоа што го учеле пред 20 години не е соодветно за сегашниве времења. Инклузијата секако е многу важна. Добро е што ние во Македонија имаме во основно околу 99% опфатеност на децата. Имаме дропаут, општо познато генерално на ромското население, на луѓето кои нели одат по неколку месеци надвор во странство, па потоа се на печалба, па потоа се враќаат, имаме проблем со признавање, непризнавање на оделението и учењето. Во средно имаме некаде 87% значи присутност на младите и тука има една мала разлика меѓу овие што завршиле 9-то оделение и што треба нели да влезат во обврзното средно. Тука има еден гап кај што се губи одреден број на децата. Тука сериозно ќе посветиме внимание и потоа има проодност во околу 40% во високото образование и таму имаме проблеми дополнително. Инклузијата на децата со посебни образовни потреби исто така ќе биде фокус. Знаете дека направивме промени во законот и дозволивме децата да не биде тотална така наречена инклузија. Зошто? Затоа што дел од децата останаа дома без образование и незгрижени и на тоа ќе посветиме особено внимание. И се разбира сите оние детали кои јас сметам дека треба да бидат секојдневие, не да бидат цел на стратегијата, не знам, дигитализација, вештачка интелигенција и се она технолошки развој, што секојдневно мора да го решаваме, а не да биде посебна цел во стратегијата, демек еве што ќе направиме нешто големо. Треба да го правиме секој ден, затоа што ако не го правиме секој ден, ќе останеме изолирани. За да има време и за други прашања, ајде на Законот за високо образование. Законот за високо образование, мислам, не ме фаќајте точно за збор, дека некаде околу 25 декември ќе биде поставен на ЕНЕР. После тоа предвидуваме во сите 6 државни универзитети да направиме по една јавна расправа и ќе направиме и собраниска јавна расправа, затоа што тој е исклучително важен закон. Знаете дека сме таму негде околу 2000-то и нешто по 2000-то на Шангајската листа. Не можеме ни рангирање да направиме, до толку треба промени да правиме. Законот е огромен, мислам и пререгулиран. И јас разговарав со експерти од странство, замолив и Светска банка и други организации и консултиравме и други луѓе. Како треба да го направиме новиот закон? Кога разговараме и дискутираме, сите сме свесни дека е пререгулиран, но пак во моменталната состојба во Македонија, кога многу често луѓето знаат да кажат ама не е законско уредено, нека е пререгулиран, значи свесни сме за тоа. Во следните години, бидејќи законите, како велате, пиши бриши, не се Библија и Куран и Талмуд, можеме да промениме тоа што не функционира, сега ќе почнеме вака. Направивме
измени кои мислам дека ќе бидат суштински и кои ќе доведат до подобрување на квалитетот на високото образование. Со тоа што еве, вие сте првите кои ќе добиете некаква информација, досега не протекла информација, ќе ги заакнеме критериумите за избор во звања и тоа веќе е познато во академската заедница и се уште нема никакви реакции, претпоставам чекаат да ги видат за избор во академските звања, што ќе ни помогне да се подкренеме на Шангајската листа, бидејќи ние нобеловци не можеме се уште во Македонија да произведеме, но затоа трудови со списанија со импакт фактор можеме да направиме. И ако ги зајакнеме критериумите, на некој начин ќе ги стимулираме, да не речам примораме, оние што треба да бидат избрани, да работат, да си ја вршат својата работа. Предвидуваме многу повеќе практична работа, она што го бараат и студентите и пазарот на труд и компаниите, обврзно, нели, во законот, во проценти. Малку ја уредуваме работата на професорите во смисол на образование, наука, нели, оти науката ни каскаше. Прв пат годинава вложивме многу средства во наука, повеќе години наназад воопшто немаше вложувано во науката, воопшто. Се давале некакви помали поситни пари, но тоа е крајно незадоволително, макар и за држава каква што е нашата, нели, сиромашна во развој и така натаму. Годинава одвоивме, бидејќи нашето образование е тесно поврзано со науката, значи дел од науката, мал дел е вклопен во закон за образование, иако во исто време ќе оди закон за високо образование, закон за наука и научно истражување и закон за квалитет во високото образование. И сите тие во ист ден ќе бидат поставени на енер и кога ќе ги имаме овие јавни расправи, ќе расправаме за сите три закони, од тие не може да се одвојат еден од друг. Тие се тесно поврзани. Не можете да дадете закон за високо образование, а да немате закон за квалитет во високото образование. Значи, да не должам многу, има таму и во избори на управата, промени на универзитетите, има едно тело кое со години наназад, како во смисол на совет, нели, на универзитетот, надзорен одбор, не е никогаш формирано, ќе го формираме после новиот закон. Се обидуваме нешто во финансирањето, да дадеме стимулација на одредени универзитети кои ќе покажат подобри резултати, како и да е, сето тоа ќе го видите. Го правиме последното читање, последните дополни. Знаете, луѓе сме и кога читате и по 5 и по 6 пати, веќе ви се навикнува и окото и умот, и затоа е потребно сите вие после да го видите и да ни кажете каде сме направиле пропуст или не сме направиле, нешто сме претерале и така натаму. Добро, 25 декември ве држиме за збори, ви рековте да не ве држиме, но да упатам да кажам дека 25 декември почнува времето на сарми и новогодишни празници. Се надевам дека има време, бидејќи велите по закон. Така е. Три закони се многу се важни, многу се поврзани помеѓу себе и упатувам и апел до граѓански организации се вклучат активно, бидејќи навистина има потреба од надворешен фидбек за ова прашање. Во ред, одиме понатаму, имаме на прашање, ви го начнавте околу инклузијата на деца со попреченост во образовниот процес и физичката пристапност во училиштата до системите на поддршка со образовни и лични асистенти. Адаптирани едукативни материјали, обезбедување на соодветно приспособување на лицата со попреченост. Овде имаше магла некаква и контроверзи. Ве молам кратко, пошто го начнуваме прашањето, дали се расчистена таа магла, дали се расчистени тие контроверзи? Според мене се е расчистено. Значи, енормно голем број на образовни асистенти. Можеме да дискутираме дали се толку потребни, но окей, затекнав 800 во основно, сега има 1487 или 1347 и за прв пат во средно образование, таму се побарани 130. Тоа исто може да се дискутира, затоа што учениците кои ќе преминат во средно образование треба да се способни, ако не за петка, барем за двојка, тројка, сами да го совладаат материјалот, но побарале, добиле.
Која беше маглата? Маглата беше дали треба да дозволиме со дозвола на МКФ и со дозвола на родителот учениците да се запишуваат во ресурсен центар. Да, дозволивме. Зошто? Тоа беше едно од големите прашања, затоа што веќе кажав, огромен број од децата беа оставени дома, затоа што не можеа реално да се вклучат во редовните училишта и сега има подобрување, дури излегува дека капацитетите на ресурсните центри не се недоволни. Предвидовме во законот општински ресурсен центар и веќе во неколку општини, во повеќе, не неколку, во повеќе општини се формирани, не се доформирани во сите општини, но и за тоа водиме сериозна сметка да биде направено така како што треба. Она што треба да се доправи во иднина, и јас не можам да ветам дека тоа ќе се направи за 3, 6 или не знам 7 месеци, но континуирано ќе се прави одреден број на училишта да се зајакнат не со образовни асистенти и лични асистенти, туку со строчна служба, психолози, дефектолози, логопеди и се друго што е неопходно. Она што веќе сум го кажала, сите треба да го знаат, кога ги завршуваме студентските домови, мислам дека релативно брзо ќе биде и тоа ќе се заврши во еден мандат, почнуваме комплетна иста таква реконструкција како што гледате дека се случува во Кузман и во Стип и на сите ресурсни центри во Македонија. Затоа што одамна, тие се добри како згради, јас ги поминав сите, и не се лошо опремени, и добро се опремени, имаат и домови во себе, нели? Но, бидејќи се многу стари, ние сите ресурсни центри комплетно ќе ги реновираме. И она што секогаш го кажувам, го повторувам, во образованието ништо не може од денес за утре. Во образованието треба време. И дали сега овие ресурсни центри ќе ги изреновираме во рок од 1, 2 или 3 години, небитно, битно е да се заврши работата. Добро. Вака сега предлагам, јас имам уште неколку прашања, тие не се нарачани, туку се дојдени од ваша страна, се разбира. Предлагам дали можеме да отвориме дискусија со некакви прашања од ваша страна, да пробаме да бидеме интерактивни. Ако има прашања конкретни, ве молам со подигање рака. Ако не ќе продолжиме, но да бидеме концизни и прецизни во прашањата, да ги дадеме и простор министерката да одговори. Дали има некој што го желба да праша сега веднаш? Ајде, вие говорите. Добар ден до сите. Метин Мореми од Центар за едукација и развој од ТРЦ. Значи, моментално сме грантисти и имаме проект, работиме во делот на ангажирање на младите и цело време, пошто имаме и активности каде водиме групи, одат во Швајцарија, се враќаат овде и последно, пред една недела имавме еден настан, каде цело време, иако имаше млади од училиштата, значи доаѓа во виделина таа некомпатибилност, може би да се рече, тоа што учат младите во училиштата и тоа што пазар одговара. Значи цело време ова се случува. Да. И знаеме од искуствата дека во европските држави младите почнуваат или во училиштата се работи децата да ги поделат дали треба да продолжуваат нешто практична работа додека се во основно образование. Дали во таа насока се размислува да се направи нешто, бидејќи ова цело време се како проблем се појавува во општеството. Знаеме земјоделските училишта што го имаме во Тетовскиот регион, во сите, во цела држава, тие некако на еден начин се како таргетирани табуа училишта каде најлошите ученици одат. Прашањето ми е дали се размислува за дуално образование, да децата, тие што се за практичен дел, тие што треба да продолжат, не знам, механичари или други дејности, да се поделат од порана возраст. Благодарам, да, убаво е прашањето, јас не можев се одедно да кажам, но е многу важно, многу важно. Во основно образование, во курикулумот, во наставните програми внесуваме новини да се соодветни, нели, на потребите, но сепак е основно. Во средно образование направивме исто така континуитет, но сега малку позасилен. Да, имаме дуални паралелки, имаме 700 компании со кои училиштата соработуваат.
Ги стипендираме децата, учениците од дуалните паралелки. Најголем број од нив остануваат да работат во компаниите. Го мотивираме средното стручно образование, бидејќи немаме работна сила. И од 17.000 средношколци, 12.000 ни се запишани во средно стручно годинава, што е голем чекор напред и што мислам ќе биде корисно за економијата, пазарот на трудот и целата земја. Новината која ја спроведовме со новата концепција за средно стручно образование, која предпоставам не е на сите позната, но тие што работат во средно стручно ја знаат, знаете дека средното образование во Македонија е по устав загарантирано обврзно. Но новината што ја направиме баш поради побарувањата од пазарот на трудот, ние во концепцијата рековме 2-годишно средно образование, стручно, 3-годишно средно стручно и 4-годишно средно стручно. Така да овие 2 години, кога ќе завршат 2 години, а имаат проодност нагоре, ако сакаат, ако не сакаат, можат веднаш да влезат на пазарот на труд и тоа се оние струки кои генерално и можат да се заокружат во 2 години и му се потребни на пазарот на труд. Например, оджачар нема потреба 4 години да учи, водоинсталатор нема потреба 4 години да учи и со Центарот за средно стручно ги правиме и тие програми. Отворивме 7, мислам до крајот на годината или на почетокот на следната година, не ме фаќате за збор, ќе го отвориме и 8-миот регионален центар, Вардарски, во Скопје. Треба да одбереме 1-2 можни училишта. Регионалните центри исто така драстично, длабоко ги реновираме и опремуваме. Во Тетово, ако сте од Тетово, знаете колкав огромен е, огромни пари се вложија, повеќе струки таму ќе има за да се оспособуваат луѓето и тоа е веќе готов и тоа е функционален целосно. Во Куманово е целосно функционален, го опремуваме, во Охрид е исто реновиран, целосно функционален, го доопремуваме, во Струмица е функционален, го доопременуваме, во Велес функционира, во Битола треба да се реновира нешто малку, имаат одлична опрема и во Штип исто така функционираат. Битно е дека функционираат, уште малку ќе досредуваме така. Значи сме мислеле и на ова, но пак ќе кажам, вие сте во права, ама за се треба време. Дополнително инсистирам кај средностручните школи да прават кампања во 9-то одделение, затоа што и децата ни родителите не знаат, генерално немаат доволно информации. Од лани веќе и тоа почна да функционира и еве гледате, 70% ни се во средно стручно образование запишани. Само дополна на линија на ова што го кажа Метин, имаме прашање, дали се планира воведување на предмет за финансиска писменост во средните училишта, особено во оние со стручно техничко образование и така, претпоставам дека и тоа е дел од оваа приказна. Да. Има финансиска писменост, во основно има во одредени предмети вклучено. Иако да ви кажам, ние сме чуден народ. Ако велиме ќе ги учиме на даночна обврзност, а имаме еден таков проект, велат не ги научивте да пишуваат, вие ќе ги учите даноци да плаќаат. Ако нема финансиска писменост, велат не ги учите нели како да штедат и што да прават, но настрана ова беше мала шега. Тоа се ќе си постои и во иднина. Има финансиска писменост, има обврзен предмет во некои струки во средно стручно, има обврзен предмет во гимназиско, со Сдруженијето на банки, со УЈП, така се вика Сдружение на банки во Македонија, соработуваме, програмите се готови, има и надпревари кои се организираат и право да ви кажам, јас сум многу изненадена, неколку години наназад, нашите деца победуваат на меѓународни надпревари за финансиска писменост. Уште една незгода со која се соочуваме како министерство, но сигурно ќе ја надминеме, кога понудивме нова концепција за драв верзија, потенцирам драв верзија, оти никогаш
во овие 18 месеци не сме рекле мора вака да биде. Секогаш велиме еве ви драфт, кажете што мислевте. Понудивме драфт верзија за гимназиско образование, многу модерна, многу сериозно работена, каде што понудивме два смера, еден упатен на техника, технологија, предприемништво, економија, финанси, се она што е потребно и што се бара, и еден посветен кон општествените науки. Имаше бурна реакција и јас ја повлеков. И воопшто не се срамам да кажам дека ја повлеков. Сега брзо скоро ќе имаме нова драфт верзија да видиме како ќе реагираат луѓето. Реагираа, нели, општествените науки, дека малку часови имало од општествени науки, дека нема децата да ги бираат, дека ќе останат без работа, што воопшто не беше таква замисла, но окей. Се што треба да се спроведе во образование мора да биде прифатено. Тоа го научивме многу одамна и ќе го направиме да биде прифатено. Од сите, ако не биде прифатено од сите, резултатот ќе биде последни на PISA, последни на Шангај. Добро, благодарам. Полека сега, значи вака, имаме распоред некаков? Ајде. Победете, па после... Ајде. Кој говори? Сите. Само ве молам, Ќе останеме 10 минути подолго, а? Ајде. Не можам, ќе ми забрануваат. Па јас на лево гледам поише, затоа Јас ќе гледам на десно, ај не се секирајте, јас стално гледам на десно. Добар ден. Како ме слушате? Јас сум благородна и го представувам ХОПС опции за здрав живот. Нашата организација, за тоа што ќе зборувам сега, работи во полето на намалување на штети од употреба на дроги. Сега, бидејќи кажавте дека за стратегијата се консултирани и невладините организации, од тука ме интересира кој е критериумот по кој се бираат организациите кои се консултираат на овие теми, бидејќи ние сме една од ретките организации која повеќе од 25 години работи на ова поле и да ни речам единствена во многу проекти заедно кои се работени со Министерството. Имено ние во моментов имаме проект кој е за донесување национални стандарди за превенција од употреба на дроги, програма за средните училишта. Ние разбравме за стратегијата пред една седмица дека воопшто се случувала. Тоа е еден момент и друг момент е дека, например, пред нецел месец излезе извештајот за напредокот на нашата земја кон Унијата. Внатре има многу мал осврт на превенцијата, односно се сретнува превенција само во правецот на детските права, односно за превенција од насилство. Ме интересира дали во новата стратегија предвидуваме малку повеќе да се посветиме на таа тема и како можеме да излеземе од тие, да речам, административни лавиринти и без пречки да спроведуваме проекти од национални интереси. Имено во моментов во основното образование се спроведува прекрасен проект кој е преку Лајонес. Нели има и повик за училиштата да се вклучуваат, меѓутоа повторно и тој проект се реализира без да има нашата држава донесени национални стандарди за превенција од употреба на дроги. Првиот проект кој ние го имаме работено за курикулумот на животни вештини, каде што е влезена превенцијата за основното образование, пример, освен јас како родител кој има 2 деца во основно и средно образование, немав искуство да сретнам дека низ годините воопшто беа запознаени со овие теми од самото училиште. Како планираме тоа да го правиме понатаму како држава, бидејќи е многу сериозен проблем со кој се соочуваме. Ви благодарам. Ако може, да, одговарам веднаш и кратко. Може Давор да ми помогне. Јас пред 2 недели бев, простете, премногу податоци, не памтам со кое здружение, бев и на дискусија, на расправа со едно невладино здружение за превенција на дрога, тутун, алкохол, како? Алтернатива и значи јас пак ќе ви кажам, секој што побарал пријам, секој дошол. Имаме превенција од дрога, алкохол. Стандардите се од здравство, не се од образование. Стандардите треба здравство да ги понуди, значи да расчистиме тука. Но ние сме вовеле програми и за диабет, и за дебелина, и за превенција од дрога, тутун, алкохол и други, за здрава исхрана имаме, за ментално здравје имаме. Се не барите од мене да ви ги набелирам организациите и проектите, но ви кажам дека ги имаме, овие со сигурност ги имаме, знам, јас сум ги подпишала. Така да, окей, добре дојдени сте во секое време.
Ништо не дозволува времето, така. Еве кажавме, окей, фала. Борет, ова е важно, последно родне, дека има волја за средба и за разговор и за комуникација. Повелете, овде гореше и после таму, ајде, веќе има микрофон, се извинувам, микрофон го земале. Добар ден. Десно. Јас на Македонско здружение на млади правници ме интересира дали е разгледувана можност за воведување на програма во основното образование за учење низ игра, познат фински модел. Претходно, колку што ми е познато, и неколку училишта се уште имаат IB програма. Ова го прашам од причина што не само во Македонија, туку и на Балканот е познато дека учениците веќе во трето одделение губат интерес за образованието, што значи дека не е до самите ученици. Дали некогаш во рамки на Министерството е разгледувана можност за воведување на тој модел? Толку благодарам. Јас сум многу отворен министер, понекогаш тоа им штети, но ќе ви кажам. И сега може тоа да се спроведе доколку наставниците го спроведуваат. А овие Тинкерс, Монтесори и другите сега ќе правиме закон за да ги вклучиме во системот. Па да, тоа се нели и така натаму. Може, обуки држиме на наставниците, зависи од креативноста на наставникот. Во некои училишта, во главном во поголемите градови се спроведува, во другите училишта и децата и наставниците во 11 се дома. Знаете и сами. Ќе продолжиме со обука. Здраво, Лазар Недановски од Македонска развојна фондација за предпријатија. На истава тема, на истово прашање. Јас ви нудам, нема да ве прашам. Има македонска фирма во која имаме инвестирано и така натаму работиме, која има софтвер токму базиран на вештачка интелигенција, налик на Duolingo. Јас ви нудам, ако сте заинтересирани, може да без надомест од Министерството и така натаму, само да пробаме одреден предмет и да видиме година дена какви се резултатите. Сме заинтересирани. Сме многу заинтересирани, повелете дојдете. Добро. Повелете, ајде Зоран, само кратко, вака само секунда. Јас минуваш колку време имаме? Така. Не ни даваш плюс 5, добро. Значи имам уште се пододам за една минута да се да кажам, господја министерка, јанеска ви благодарам што на некој начин ги искарате сите ваши планови, меѓутоа ние разговараме на темата на образованите медиатори, кои што би требало некако малку да се помодернизираат. Ви понудивме нашето здружение кој е единствена лиценца во Република Северна Македонија за педагошки помошници за детство од 1 до 9 одделение. Меѓутоа, еве, не најдовме некоја складно со вашиот кабинет да го најдеме тој модул, меѓутоа, сепак, образованите медиатори треба да се трансформират за да може да помогнат. Се работи за 10.000 роми, деца од 1 до 9 одделение само во Скопје, значи само во главниот град, кои што ќе треба да добијат на некој начин помош во нивното образование. Ние имаме голем проблем со тие деца, како самите рековте, излегуваат од државата, се враќаат. Да. Затоа би било дали оваа програма која што ви ја нудам и која што разговаравме може на некој начин да се направат со помошта на образованите медиатори да добијат некаков подобар фидбек за настапување понатака, затоа што вие ги плаќате. Благодарам. Така е, Зоран, ти знаеш дека образовни медиатори од година на година бројот, секоја година бројот се зголемува. Секоја година на образовните медиатори. Тие се платени, Арабела одлично си ја врши работата, ги координира и за сега имаме добри резултати. Факт е дека дел од образовните медиатори не се доволно обучени, но тие што не се доволно обучени или мотивирани, знаеш дека ги менуваме. Дали во овој момент можеме да ги лицензираме? Не, во овој момент не можеме да ги лицензираме, но во иднина и тоа ќе го направиме и верувам дека сите што се заинтересирани ќе најдат место во овој систем. Одам последно прашање од лево. Десно. Не, последно микрофонот е таму. И после одиме десно. Ја претерав, Ако може... Таму микрофонот не да Савче, те молам, па се, па после ќе се вратиме на тебе. Заврши. Ајде, кратко, Савче. Две прашања имам. Ајде. Бидејќи жените 51% се во државава. Да. Стереотипот се уште постои покри постојни добри закони. Моето прашање конкретно е, во основното образование, дали планираме да ги промениме сликите за улогата на мама и тато?
Дефинитивно да. Дефинитивно да. Да. Второто прашање може. Бидејќи семејното насилство се охрабруваат жртвите, го пријавуваат, но за нас е многу важно децата кои што се дел од семејствата каде што имаме семејно насилство, дали професорите, учителите, наставниците го препознаваат тоа дете, односно ние сега се нудиме да имаме одредени соодветни, не би рекла обуки, него информативни средби, Може. каде што би помогнале како да го препознаат тоа дете и како да помогнеме заедно со институциите да излезат од кризата. Фала, Савче, добре дојдени сте. Зависи од наставникот, зависи од училиштето и зависи од средината. Во некои училишта да, тоа се случува и добро функционира, во други средини не, и не се случува и не функционира. Добре дојдени сте, благодарам. Благодарам, Савка, за експедитивноста. Поведете. Ќе ви давам. Сега морам малце да... Останувам јас овде, останувам. Ама не останувам, ќе ни избрка, џаба остануваме. Ајде. Има следна сесија. Поведете. Добар ден за сите, јас сум Јоана Коцева, доаѓам од Сдруженијето од Квадраци, Сдруженијето Визија. Пред 2-3 години имав изработено проект за дуелно образование. Во стратегијата министерката не спомна ништо околу дуелното образование, а јас можам да кажам пред сите дека се покажа како многу корисно. Еве зошто. Затоа што учениците, например, се запишуваат во средно образование, 2 години изучуваат, во изучувањето и министерката кажа дека веќе се определуваат и предмети со кои би можеле тие понатаму... Има, господи Јана, има дуално образование, 700 компании имаме, сега туркаме цел 1000. До 1000 да бидат. До 1000. Многу корисна работа, не го спомнав во стратегијата, затоа сакав да се јавам. Благодарам и многу добро. Благодарам. Да. Последно прашање, поведете. Атанас Аврамов, мрежа за заштита од дискриминација. Во извештајот за напредокот на земјата имаше комисијата забелешки дека законите за основно образование и законите за учебници во основното и средното образование биле донесени спротивни на стандардите за човекови права и нетранспарентно. Тие измени дојдоа од самото собрание, не дојдоа од Министерството за образование, се однесува за иземање на поимите сеопфатно сексуално образование, родова еднаквост и дискриминаторските основи, родов идентитет и сексуална ориентација. Дали Министерството за образование планира да постапи по таквите забелешки на комисијата? Благодарам. Да, имаше промени во тие закони, меѓутоа мислам дека тука комисијата, дозволете да имам свое лично мислење, малку била престрога и била построга од колку што треба, затоа што секако вид на дискриминација децидно пишува дека се забранува. Нели? Ако станува збор за тоа, за вордингот во легислативата. Но, моje лично мислење е дека е многу поважно ние тоа да го спроведеме, она што јас го кажувам, да го спроведеме и да ги заштитиме тие деца. Сексуално воспитување ќе има и во 8 и во 9 како изборен предмет, и тоа и со Сехера сум го договорила, и со другите, ќе има и во 1 клас изборен предмет, мислам дека ќе има и во 2 клас изборен предмет, и во стручни, и во гимназиски. Знаете дека ние сме релативно конзервативно општество и кога ќе речеме севкупно сексуално, тоа буди револт. Ако речеме сексуално, тоа не буди револт. И затоа јас ги замолив невладините, дајте да го крстиме сексуално образование, за да можеме да ги образуваме не само децата, и наставниците, и родителите. Она што многу строго внимаваме, дека секој таков случај, кога ќе биде пријавен, го обработиме до максимум со дополнителна едукација. Не само на учениците. Оти тоа е многу важно. Најмал проблем се учениците. Вие знаете дека во скопските гимназии се случува да нема никаков проблем. Проблемот е кај родителите, кај конзервативните, стереотипните, и јас им реков на невладините, тие што се заинтересирани, работете со родителите, работете со возрастните, ама сеедно, работете со возрастните, децата воопшто не се проблем. Децата не ги ни забележуваат тие разлики. Проблемите се кај возрастните. Добро, не знам дали сме задоволни од одговорот на ова прашање до крај, но е предмет на дискусија. Мора да затворам, бидејќи таму ќе имаме проблем со
Екологија на прашање. Имаме Ке има екологија, Да. Лиле, ич не се секирај. колку Ајде. може да биде кратко толку. Ајде. Да, конечно имаме закон во кој сите деца и со надмината возраст, и неписмени, и дојдени од надвор, и нерегистрирани, незабележени, веќе можеме да ги вклучиме во образовниот систем. Ајде, Лиле. Лиле, борбата е, Лиле, да ја спроведеме концепцијата од основно онака како што е замислена во училиштата. Наставниците наши, не сите, но одреден дел се уште не се спремни да го видат бенефитот од она што не е само част. Тие не сваќаат дека надвор од оној часот и од учебникот има многу што да се научи. Бориме сериозна борба. Еве, јас ќе ви кажам, 700.000 евра само од како сум јас министер се дадени за обука за наставниците, а сега почнуваме со милиони. Следнава година почнуваме со милиони евра за нивна обука. Ви благодариме.